Ајде нека дама напред, што, не сме имали премиерка. Можете? Може. Да, како, Да држиме прес. Ајде, тоа ќе се видиме през главната дина. Добро вечер. Некаква независност и сувереност на државата. Добро вечер, среќен празник на сите. Среќен празник на сите. Здраво живот, среќен празник. Добро да. Председателот на владата на Република Македонија господин Зоран Заев. Добро вечер, достоинствена Македонија. Добро вечер, почитувани граѓани на слободна, демократска, европска, наша Република Македонија. Тоа што сме тука е слобода бидејќи не дојдовме затоа што моравме, туку затоа што сакаме, нели? Некој пешки, некој со велосипед, некој со детето за рака, некој со бабата под рака, некој со кучето, некој со автомобил, но секој го направи тоа вечерва слободно. Убаво е слободно да одлучуваме за нашите животи и за нашата иднина. Многу е убаво. Избравме слобода и избравме живот. Верувавме, се здруживме, дејствувавме и да, денес Македонија слободно живее. Во предвечерието на 26-тиот подред, 8 септември, денот на независна и суверена Република Македонија, мислите слободно ги испраќаме кон новото утре. Може да живееме квалитетно, со перспективи во нашата Македонија. Ке се разбудиме со нова надеж, затоа што веќе знаеме, остварлива е вербата наша. Ако до една цел, слободата, стигнавме заедно, тогаш заедно можеме и до другите заеднички цели. Македонија демократски да се развива. Македонија европски да напредува. Македонија наша, заедно да ја изградиме. И во Република Македонија да живееме финансиски стабилни, безбедни и со нови шанси за нови успеси. Граѓанска Македонија доби граѓанска влада која што ја презеде одговорноста да ги води овие процеси. Граѓанската влада што ја предводам се отвори за луѓето и за светот. Парите ги насочивме кон граѓаните низ покачувањето на минималната плата, надоместоците, субвенциите, намалувањата на давачките. Економијата ја развиваме низ условите што ги создаваме за развој на домашните предпријатија и нивното поврзување со странските компании.
Институциите ги фокусираме во служба на граѓаните низ поедноставни, неселективни процедури, со соодветно работно време, пред кој што нема привилегирани, туку секој е еднаков. Енергично ги спроведуваме реформските процеси во државата, кои што веќе ги отворија евроатлантските перспективи. А Македонија активно соработува со соседите, низ пријателства што се претвараат во мостови кон нашата заедничка светла иднина. Во овие процеси, почитувани граѓани, слободата е таа движечка сила која води напред. Таа слобода е широко поле на можности и длабок извор на шанси, што секој може да ги препознае и секој е повикан да действува. Сакам да укажам дека Република Македонија, а со тоа и сите ние како граѓани, сме пред момент што воопшто не се испушта и за кој што е неопходно да покажеме повторно зрелост. Затоа што таква е демократијата. Низ индивидуалните тестови го пушта колективниот развој. Очите на целата меѓународна јавност ги свртевме кон нас со тоа што на мудар и трпелив начин од земја генератор на криза, Република Македонија ја претворивме во мотор на развој на регионот. Сега имаме отворен пат за напредок преку подадените раце за членство во Европската Унија и во НАТО од земјите пријатели на Македонија. Постојат реални можности Македонија да добие чиста препорака, а потоа и датум за преговори со Европската Унија. Реални се и надежите дека Република Македонија може да биде 30-та членка на НАТО. Клучен тест пред нас се локалните избори. За прв пат по 11 години нова демократска влада ќе организира и спроведува избори. Но пред нас се и европските вредности кои што се нашиот патоказ. Цврсто сме определени да организираме и спроведеме фер, демократски и регуларни избори, со нула толеранција за евентуални злоупотреби. Друг тест се реформите, на кои што работиме во соработка со граѓанските организации Европската Унија и НАТО, за да овозможиме независно судство, објективни медиуми, независни институции во државата. Тест се и развојот на добрососедските односи и регионалната соработка, што покажавме дека од слабост сме способни да ги претвориме во предност. Договорот со Бугарија, отворените можности за транспортно поврзување на самитот во Трст, отворените врати за економската соработка на неформалниот самит во Драч, билатералните договори за развој на економската соработка со повеќе држави од регионот и светот, покажуваат дека таму, каде што има политичка волја, се стеснува просторот за отворени прашања. Преку нашите искрени, инклузивни политики на подадена рака во општеството, испраќаме и порака во нашата држава, дека сме подготвени заедно да сработиме и заедно да застанеме зад резултатите. Прифаќаме сугестии, прифаќаме различно размислување. Конструктивната критика е здрава за општеството, таа води напред. Ја поттикнуваме особено младината, особено нашите млади. Бидете гласни, барајте да ве слушаме, барајте простор, барајте време, бидете активни. На Македонија е потребна младешката енергичност и креативност. На Република Македонија и се потребни младите луѓе кои се движечка сила на секоја држава. Сакаме и наша обврска е да ги мотивираме младите луѓе, својата иднина да ја гледаат и да градаат дома, во родната земја, меѓу семејството и пријателите, тука, каде што единствено припаѓаат. Затоа слободата, почитувани граѓани, не е само наше право.
Таа е предизвик на совеста и тест на одговорноста за секого. Доволно е да не ги испуштаме малите нешта, што секој од нас може да ги направи, мислејќи можеби колку му се недостижни големите. Големите успеси се состојат од илјадници мали нешта. Кога ќе решиме да возиме велосипед, ние не се превезуваме само од едно место до друго. Повеќе велосипеди по патеките значат и почист воздух и поздрава животна средина за сите. И затоа, тоа што го правиме, да го правиме совесно и одговорно, со целото свое срце. Да мислиме и колку е нешто поединечно важно, но и колку е важно тоа за сите нас и колку ќе биде важно за иднината на нашите деца. Кога излегов од канцеларијата, додека се движев до овде, безброј слики ми се свртеа низ главата од тој 8 септември 1991 година, кога гледав како моите родители се подготвуваат да гласат на референдумот за независна Македонија. Тој референдум што недвосмислено ја одреди иднината на независна Македонија со 95% да од излезените граѓани, кои во огромен број, 72% од гласачкото тело, се појавија на гласачките места. Тогаш, кога застанаа заедно, македонци, албанци, турци, срби, роми, власи, бошњаци и го сочуваа мирот во земјата. Па потоа, создавањето на армијата, воведувањето државната валута, меѓународно признавање на Македонија, решавање воен конфликт, траси кон Европската Унија и НАТО, излегување од политички кризи, градење демократија, па обновување демократија, многу општествени ангажмани на многу граѓани на нашата Македонија. Сето тоа беа нашите тестови на зрелост. Дел од нив положија генерациите пред нас. Дел од нив положивме и ние. Сите со многу работа и многу вложен труд и со искушенија од кои што се учи дека секогаш може подобро. Ке ги памети Република Македонија и оние кои ги оставија своите животи за неа. И на нив денеска им се поклонуваме. Нашата сила, почитувани граѓани, се покажа дека е во заедништвото. По тој пат одеа нашиот прв председател на државата Киро Глигоров и првиот премиер Никола Клюсев. Република Македонија има повторно одговорни политичари кои знаат што им е потребно на своите граѓани. И има свесни граѓани кои знаат што е потребно на нашата држава. Да продолжиме заедно да ја градиме Република Македонија во едно општество за сите, низ меѓусебна почит и разбирање, затоа што само заедничката среќа е среќа. Како влада се грижиме и ќе се грижиме за среќата на секој граѓанин. Но како премиер, кој ја доби честа од вас да води, ве повикувам да чекориме заедно. Тогаш, кога сме потполно слободни, ние сме пред најголемата одговорност што ќе избереме. Повикувам на одговорност од секој и на силна подршка да ги продолжиме демократските процеси во интерес на евроатлантската иднина на Република Македонија. Секоја генерација има свој предизвик. Ова е нашиот предизвик. Со вербата што имам, со упорност, со храброст, со желбата, со ентузијазмот, ќе оствариме ова наша стратешка цел.
Република Македонија ја создава својата иднина и затоа не се плаши повеќе од неа. Македонија слободна, слободно живее. Нека ни е честит 8 септември, денот на независна Република Македонија. Да живее суверена и самостојна Република Македонија. Благодарам.